велат дека сите се раѓаме со некаква цел. Велат дека додека човекот е жив, тој може да биде успешен. Дека додека човекот е жив, тој може секој сон да го оствари. Таков беше и нашиот Виктор. Тој пред се беше човек со големо срце. Тој беше толку млад, а толку спремен да се избори за да го задржи своето. Цврст, решителен, сигурен. Во себе, но и во другите. Виктор лесно не се откажуваше од работите кои ги сакаше. Не му дозволуваше на животот туку така да застане. Го прифаќаше предизвикот и одеше до крајот. Неговиот живот беше таков, непредвидлив. Тоа беше животот кој ненадејно згасна. И сега знам дека ќе фали и дека ќе боли до срце, но барем знаеме дека тој постоеше. Знаеме дека ќе продолжи да постои, зашто каде и да одиме, него ќе го гледаме и секој човек ќе не потсетува на него. Тимот, како второ семејство со кој се знаеше многу долго, и секое нивно прославување и секое нивно теренско препотување. Колегите од факултетот, секое предавање и секој колоквиум. Семејството. Овде ќе боли најмногу. И секаде ќе боли, но ќе издржиме сите заедно, подсетувајќи се на убавите мигови поминати со него. Заслужува барем за тоа. Ангело, ова беше за тебе. Ова се тешки моменти за мене и моето семејство. Моите родители имаат две крилја кои со нивна помош летаа по правиот пат. Но сега остануваат само со едно крило кое треба уште посилно да замавтува, бидејќи сите знаете колку е тешко една птица да лета само со едно крило. Тажен сум што ќе те немам покрај мене до крајот на мојот живот, но сум среќен што имав брат како тебе изминативе 22 години. Батец, знам дека не гледаш. Знам дека се гордееш со сите нас, собрани тука за да ти оддадеме голема почит. Батец, чувај ми место таму горе покрај тебе, бидејќи знам дека еден ден ќе бидеме повторно. Пријателе наш, секој кој го познаваше Вице, го познаваше искреното другарство, кој во денешно време ретко кој би го осетил, но прерано ни замина и не напушти пријателе мој. Брако! За Вико! Брако! За Вико! Почитувани ви постакуваме топло да обредујте на меморијалниот турнир во мал фудбал Виктор Илиевски Демирница, кој што оваа година се организира јубилејно по 5 пат. Кога заминува некој наш од овој свет, за секогаш заминува еден дел од нас. Дел откинат од срцето, нераскидлива нишка од душата која боли, растажува и подсетува. Велат, саканите никогаш не умираат. Но за саканите никогаш не умира ниту тагата, осаменоста и болката по нивното заминување. Драг наш Виктор ќе замина, но никогаш не се отиде. По некои правила за нас проклети, но само за Бога познати, не се физички присутен овде со нас, а толку многу те има во секоја пора на нашето секојдневие. Те има во солците на твоите родители, те има во најголемата болка и копнеш на твојот брат по тебе. Те има и во спомените на Сања и во првиот роден ден, радоста за првото запче, првите чекорчиња и првиот збор на твојата најмила Викторија. Те има и да чувствуваме. И ние и сите оние кои те познава и сакаме. Како брат, пријател, најверен другар, амбициозен фудбалер кој срце и душа оставаше на терен. Студент, колега, комшија, соработник, но пред се душа од човек. Да говорам за Виктор Илиевски, почитувани, значи да говорам за едно момче со сини очи и посебна насмеха. Да говорам за еден предано страстнат, но живот полн радости, успеси, подеми и дружби. Почитувани, да говорам за Виктор Илиевски, значи да говорам за секогаш во сегашно време. Тој никогаш нема да е минат. Го гледам тоа и
поприсутно од твоето отсуство, рекол еднаш големиот Петре М. Андреевски. А јас денес од овде, од името на сите овие луѓе, ке речам, нека ти е вечна слава како голем човек. Ти се поклонуваме и ветуваме дека за секогаш ќе те споменуваме. Стои пријател, ќе слушнеме дел од морето зборови и емоции кои со себе умее да ги носи само најблискиот. Го поканувам Христијан Илиовски, организатор на меморијалниот турнир во мал фудбал во чест на Виктор Илиовски, да го отвори турнирот и да не поздрави. Христијан, помен. Отец, еден збор, пет букви, а огромно значење. Само јас знам колку голико овој збор морам да го изговарам пред ладната медмена плоча. Сите кои не познаваа лично, ден денес сведочат за нашата рода. Таа љубов не згасна. Таа љубов се уште постои во форма која ние обичните луѓе не можеме да разбереме. Волката е моето секојдневие. Си легнувам со твојата слика во моите очи со надежда дека утре ова е само сон и дека кога ќе се распудам, ќе бидеш покрај мене. До доаѓа утрото, таа надеж уми. Волката повторно ме надвладеува. Уште еден ден на хоризонтот кој треба да го преживам без неја. Така секоја вечер, секој ден изминати 1536 дена. Болиш. Но знам дека си тука и дека ни даваш сила во овој момент, бидејќи да не беше во така. Познавајќи се себе си, немаше да бидеме тука, немаше воопшто да го организираме се тоа за тебе. Викторија, име кое значи повеќе. Име кое зарази светла точка, за која вреди да продолжиме живење. Вреди бидејќи таа гордо носи твоето име и ќе продолжи твоето дело. Меѓу првите зборови кои таа ги изговори беа и оние за мене најзначајни. Чичовици. Нема ден да те спомнем, нема твоја слика низ домот која не е макната по неколку пати од текот на неја. А сега, како расте, почнува и да разбира што и кажува. Сега, ако некоја праша каде е Чичо, таа ќе му говори кога. Сајм, немам зборови со кои ти се заблагодари за сева на што правиш за нас. Во ниту еден момент не остави да патнеме во бездна, беше со нас во тешките моменти, кога си сега, тука ќе бидеш и понатаму. Ти благодарам што во ниту еден момент не го остави патецот од тука. Ти благодарам за се што правиш. Мама и тато, вие сте моите герои. Ви се поклонувам до земја и покрај се што ви се случи, односно ви се случи најлошото за некој човек што може да се случи, вие сте тука за мене, за Вики, за Сања. Среќен сум кога ја гледам и таа мала насмевка на лица, дека си играте со Вики. Среќен сум што Бог ни ја подари таа мала душичка за малку да ни го разбие цанилото во кој што живееме. Ве замолувам со еден огромен аплауз да ги поздравим моите родители, моето семејство, бидејќи вистински герои го заслужуваат тоа. Батец, можам да замислам колку горчичко ќе беше ти. Можам да замислам која преградка ќе беше обидена на Вики. Ова боли. Батец, знам дека не гледаш. Знам дека се гордееш со сите нас што сме собрани тука, за да ти дадеме голема почит. Батец, чувај ми место таму горе покрај тебе, бидејќи знам дека ќе ти бидеме повторно заедно. Почивај. Ова е стварно тешко. Од моје лично име и од името на сите луѓе кои се дел од овој настан, Христијан, ти благодариме и ти поклонуваме за сето ова што го правиш. Со твојата чиста братска љубов и посветеност, едно е навистина сигурно. Виктор, твојот брат, е за секогаш сочуван од заборав. Воедно сакам да упатам и моја лична благодарност за поканата да бидам водител и
го удар